Ја викнавме оваа пресконференција за да ја објавиме мисијата која што ја планираме заедно со сите јавни претпријатии и локалната самоуправа како организатор. Ја крстивме мисијата Еко мисија твојот подпис за природата. Што е целта? Сакаме да ги организираме сите граѓани, сите административци, сите луѓе вработени во реалниот сектор, да дадеме свој придонес за чистење на она кое што сами го загадуваме, односно го расфрламе отпадот во околината на нашиот град. Предвидени се неколку локации на кои што сметаме дека треба да се посвети внимание и со поширок круг на граѓани да се исчистат тие локации, затоа што се често користени како излетнички места, како места во кои што се движиме низ природата, и да се расшири оваа акција во насока на дополнително ангажирање на расположливите средства од јавното комунално претпријатие Комуналецот Прилеп да со вклучување на општествено одговорни компании да ги исчисти оние добро познати диви депонии во околината на Прилеп. Идејата е следна. Ги покануваме сите граѓани на Прилеп да се вклучат во оваа акција, ќе има организиран превоз. 3 пункта се на кои што сметаме дека треба да се посвети внимание клучни, тоа е Вештачкото езеро, комплексот Вештачко езеро, излетничкото место Селце, кон манастирот Свети Димитрија во населеното место Селце и кон населеното место Волково и она што е во програмата за реализација, односно за подготовка на изградба на еден нов парк рекреативен кој што би се наоѓал во околината на Вештачкото езеро во населеното место Волково. Понатаму, пристапните, односно влезовите на градот, имено улицата Орде Чопела од градските гробишта кон влезот, кон Варош, улицата Леце Котески почнувајќи од лучката кај затворот на улицата Леце Котески кон градот и улицата Александар Македонски, во зависност од можности и од активираните луѓе кои што не можеле да се случи тоа да се исчисти покрај патот до населеното место Ново Варна. И дивите депонии кои што се наоѓаат ги се добро познати на патот Прилеп Волково, на патот Прилеп Вештачко езеро. Тука граѓаните одлагаат свој градежен отпад и мислам дека заслужува внимание да се исчисти тој потек од градот, за да навистина не изгледа онаму каде што треба да потрошиме, да дишеме чист воздух, да гледаме отпад во целокупната околина. Акцијава е планирана за да се подигне свеста кај граѓанството и полека да се враќаме на оние патеки, дека навистина треба да ја чуваме и негуваме природата во која што живееме. Уште еднаш ги повикувам сите граѓани кои што се заинтересирани во 8:30 часот пред Домот на културата Марко Цепенков ќе има организиран превоз, договорени се локациите, одржавме координативен состанок со јавните комунални претпријатии и со образовните институции во градот. Денеска би имале уште еден координативен состанок со сите институции кои што функционираат во градот. Направив кратка средба со представниците на реалниот сектор, со регионалната стопанска комора, информирани си вработените, оние кои што се во можност, кои што немаат дејност во сабота, да се вклучат и тие, и повик до сите граѓани кои што се расположени да го направиме ова еден символичен старт на она што би се случувало неколку пати во текот на секоја наредна година. Најмалку пролетно и јасенско, а доколку има интерес и доколку забележуваме дека и понатаму се повеќе и повеќе се загадува овој простор околу градот, да правиме се почести акции за да ја подигаме свеста кај младите луѓе, да ја подигаме свеста кај сите граѓани на Прилеп, за да почнеме да функционираме онака како што и треба да биде, да си ја чуваме и неговаме природата, таа ни е наследена, но треба да ја оставиме и на идните генерации. Мислам дека вака генерално ги опфатив сите пунктови што сакаме да ги имаме во оваа акција и сметам дека би била на интерес на сите граѓани, дека сите би се вклучиле во оваа акција, што поголем број, толку поголема тежина би и дале на акцијата и со тоа би дале еден пример за воиднина како треба да се случуваат овие работи. Во позадина добив информација дека во наредниот ден па една друга организација прави и пошумување, така би направиле еден пакет, викенд, кој што би дал голема тежина на екологијата, односно подигање на еколошката свест кај секој еден граѓанин. Се планира
ако дозволуваат временските услови, да организираме и уште една символична акција за пошумување на околината. За до година се договоривме дека треба да се вклучиме во некои организации кои што донираат садници за опожарени подрачја, значи би посветиле сериозно внимание и сериозна енергија на заживување на таа еколошка свест, односно за обновување и на белите дробови околу градот, но и за чистење, односно ослободување од отпад на нашата околина. Очекувам уште еднаш големо присуство од сите граѓани и еве лично од моје име и од име на целокупната организација ве поканувам да земете учество во оваа акција. Дел од младите луѓе, вклучително и децата кои што се згрижени во јавната општинска установа детски градинки, јавното комунално претпријатие обезбеди материјали и ќе се случи обојување на стеблата на сите дрва во централното градско подрачје на дрворедите и сметам дека и тоа е еден начин кон разубавување на градот и штитење на ова што значи градско зеленило. Значи би биле вклучени таму околу 100 луѓе кои што би помогнале на јавното комунално претпријатие да ги обои стеблата. Знаете, тоа традиционално се прави секоја пролет и секоја есен и сметам дека и тоа е во пакетов еден момент кој што треба да се спомне. Се организирани, ќе ги видите во сабота низ централното градско подрачје, по дрворедите по булеварот Гоце Делчев и по улицата Прилепски бранители. Заштитни ракавици и вреќи за собирање на отпадот се обезбедени од јавното комунално претпријатие Комуналец и се што треба за во сабота е добра волја и малку повисока свест за екологијата, односно за заштита на животната средина.